генетски предиспонирани алергиски реакции на кои што де факто малку можеме да влијаеме и да ги спречиме. Во смисла на генетски предиспонираните алергии, она што е важно е да знаеме на што сме алергични. Поточно кажано, да се направи еден тест, да се потврди, значи таа ситуација, да се утврди кој е алергенот и нашава задача е да го избегнуваме тоа. Ако за некои други активности важи она правило кое што велиме клин со клин се избива, во овој случај никако тоа не смееме да го правиме, значи овдека е контрапродуктивно и едноставно треба да бегаме од изложеност на поготово на високи дози на конкретниот алерген, затоа што тоа може да биде опасно за нашиот организам. Не зборуваме само за овие симптоми кои што се релативно неопасни, да речам. Ние мора да имаме во предвид што се случува внатре во организмот и да имаме во предвид дека, например, некои силни алергени, како што се некои лекови или антибиотици, на кои што особено се обрнува внимание во здравството. Ако имаме генетска предиспозиција или наши родители биле алергични на пеницилин, по правило тоа се знае, се запишува возрастениот. Воопшто нема ни да ризикуваме да испитуваме дали ќе бидат или нема да бидат. Сигурно се. Ризикот е и да не бидат, ризикот е преголем за да аплицираме, поготово зборувам за инјекции на антибиотици. Така да знаеме дека постои ризик, опасноста е голема, опасноста е анафилактички шок кој што ако не се навремено превенира во здравствена установа ќе дое до смртни последици. Така да, значи, во ситуација кога се знае, треба да бидеме да се заштитиме од алергените. Конкретно во оваа ситуација, ако имаме генетски утврдени причинители, доколку зборуваме за поленски алергии, јасно е дека треба да ги избегнуваме овие периоди, поготово во екот на денот, на убаво време, што велиме. Ние секој сака да се прошета, меѓутоа ако имаме проблеми со тој алерген, со тој полен, не треба да се движиме на отворен простор тогаш. Погодно време за движење е после дожд. Значи кога ќе се спуштат на земја полените, па тогаш можеме да прошетаме.